Zdravo na сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Самите веќе знаете дека од време на време милувам да си ги снимам ваквите видеа во кои што одговарам на вашите прашања и генерално зборувам на одредени теми. Токму таа причина пред неколку дена во боксот што го поставив на Insta Story барав од вас да ми поставувате прашања на кои што сметате дека е неопходно да одговорам. Јас ги одбрав најинтересните, односно најпоставуваните на кои што ќе одговорам во денешното видео. Знаете за какво видео станува збор, така што нема потреба да должам со најавата, но пред официјално да започнам, не забравяйте да оставите лайк и доколку се уште не сте, да се претплатите на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Ќе почнам со едно од најпоставуваните прашања кое вели дали имаш девојка. Немам девојка, но затоа имам Instagram, па вие слободно можете да се јавите. Шо те натера да оиш над Звезде Гранда, прашува Никикс. Не постои конкретна причина за моето пријавување. Се занимавам со музика, сметам дека поседувам талент за пење и тоа некаде се подразбира да се пријавам на некој музички надпревар. Пред Звездите на Гранд сум бил на многу други музички надпревари, меѓутоа Звездите на Гранд секогаш потајно ми биле предизвик затоа што станува збор за најгледано регионално музичко шоу. Така што ете конкретна причина не постои, self-promotion, се промовирам себе си, собствениот талент, со надеж дека нешто ќе направам во животот во однос на музиката. Да речеме дека очекувам Звездите на Гранд да бидат мојата одскочна даска, знаејќи дека треба да работам на себе и по завршувањето на моето учество во тоа шоу треба да направам барем една квалитетна песна, да почнам со настапи и така натаму, но се во свое време. Следното прашање вели дали прво сипаш млеко па пахулјице или пахулјице па млеко. Поздрав из Србија. Поздрав и за тебе, односно вас, не знам кој го води профилот. Па јас сум од оние што прво ставаат пахулјици па млеко, односно мусли, не знам како тоа се вика на нашки. Прво става мусли па млеко, дефинитивно секогаш. Кој предмет најмногу го сакаше во училиштето? Македонски јазик и литература, дефинитивно. Што мислиш за абортус? Абортус како тема е пред се многу комплексна и сериозна и мислам дека YouTube како платформа не е место на кое што треба да се дискутира истата ова тема. Меѓутоа, потикнат од еден TikTok на една јутуберка од Хрватска, ако не се лажам, Дорис, не знам како се вика, ќе кажам дека не секој има право абортусот јавно да го елаборира. Зошто? Затоа што луѓето многу често не се доволно информирани, па се расфрлаат со некои терминологии туку така, без да размислуваат на последиците од она што тие јавно го пласираат како мислење, притоа свесни се дека се влијателни. Нема да должам, ќе кажам дека јас поддржувам абортус, секогаш сум го поддржувал и секогаш ќе го поддржувам затоа што постои само една работа која ги демантира сите будалаштини на таа јутуберка. Зошто една жена, ако е силувана и носи плод, не би требала да абортира затоа што таму некаде некој си земал за право да ја осуди. Постојат ситуации во кои што и јас самиот сум против тој абортус, меѓутоа генерално пак ќе кажам, секој има право со сопственото тело да прави што сака. И вие немате право тоа да го осудувате. Затоа што на ниту еден начин тие жени кои одлучуваат да абортираат не го загрозуваат вашиот живот. Тоа е моето мислење. Следното прашање вели кој ти е најомилен од Задруга? Па ја не гледам Задруга со тоа што сега откако почна новата сезона знам да погледнам по некое видео на YouTube што ќе ми излезе онака упрепорачани. Милјана и Марија Кулиќ ми се секогаш онака number one. Они ми се пресмешни и мислам дека сами по себе ми се доволни за да ми биде интересно и кога плачат и кога се радуваат мене ми е смешно. Меѓу другото Фран ми се допаѓа као лик и Рада Васиќ. Рада ми е хит. Следното прашање вели која е твојата најголема грешка во животот? Постојат многу непромислени постапки од моја страна за мој 24 години колку што имам. Меѓутоа за ниту една од тие постапки не сметам дека е кардинална грешка. При тоа за се нешто што ми се случило во животот сметам дека требало да ми се случи за просто да прераснам у човек каков што сум денес. Дали некогаш си спиел гол? Е следното прашање. Сум спиел, да, но тоа ретко се случува затоа што првенствено не живеам сам и за тоа треба услови. Бабунски 10 бара од мене да набројам омилени 3 песни од
Тоше. Генерално постојат многу песни од Тоше кои ми прават да се чувствувам убаво додека ги слушам, но ајде ќе набројам 3. Например, Цреша, Полско цвеќе и Сонце во твоите руси коси, например. Омилено животно е следното прашање. Па не знам, омилено животно ми е куче. Некако најреално можам да се конектирам со куче. Така што куче. Си помислил ли на самоубиство е следното прашање. Ке ви излажам ако ви кажам дека не сум, меѓутоа не у тој контекст во кој што вие мислите. Многу често размислувам за тоа што ги поттикнува луѓето да си го одземат животот и дали, ако си го одземеме животот, би исчезнале сите наши проблеми, односно предизвици. Сум размислувал малку подлаво. Следното прашање вели дали Карлеуша беше задоволна од твојот настап во третиот круг. Јас не смеам да ви откријам какви коментари добив, меѓутоа ајде со да или не ќе одговорам на ова прашање. Да. Следното прашање вели дали би сакал да учествуваш на НЛЗП, односно твое лице звучи познато. Па не е дека тоа ми е најголемата желба во животот, меѓутоа не би одбил учество во тоа шоу затоа што сметам дека твое лице звучи познато е еден од ретките телевизиски формати кои има некаква тежина, односно навистина интерес. Следното прашање вели доколку не би студирал социологија, што би студирал? Па дефинитивно би се запишал на некој од приватните факултети, би студирал некаква видеопродукција, некаков дизајн, фотографија, би се усмерил некако у нешто покреативно. Социологијата е супер као наука, меѓутоа дека е креативна не. Стефанија 7 долна црта прашува дали имаш скршено некој дел од телото. Не, на моја среќа никогаш ништо немам скршено и се надевам дека тоа ќе остане така. Следното прашање вели какво е чувството да си познат, да знаеш дека толку многу деца те знаат и сакаат. Нема да бидам скромен, но ќе бидам реален, затоа што јас себе си не се доживувам како нешто екстремно познат. Тоа дека многу луѓе ме знаат и сакаат држи вода и благодарен сум ви. Меѓутоа, затоа што живеам сам со себе веќе 24 години и јас сум тој кој го знаат и сакаат, не можам да имам реална слика за тоа што се случува и навистина не се доживувам како јавна личност, како познат, како нешто многу значен за општеството. Свесен сум дека луѓето ме гледаат, слушаат, знаат, почитуваат, сакаат, не сакаат, мразат и така натаму. Меѓутоа, тоа некако ми стана својствено, како да се подразбира. Не знам како тоа да го објаснам, затоа што јас од мали нозе јавно се експонирам. Уште на 13 години почнав да се појавувам на телевизија, почнав да се експонирам по социјални мрежи, просто целата таа популарност ми стана многу природна. Следното прашање вели се гордеш ли со досегашниот успех на Звезда Гранда? Да, горд сум на себе затоа што успеав да стигнеме веќе до 4-ти круг. Патот е трнлив, станува се потешко и потешко. Критериумите се креваат нагоре, меѓутоа и моите апетити растат, мојата потреба од докажување, моите идеи се попрецизни, конкретно знам што сакам да облечам, што сакам да пеем, односно какви песни, така што генерално горд сум и на себе и на мојата менторка и на целиот тим кој работи со нас. Следното прашање вели кога ќе те гледаме во Звездите на Гранд? Епа вака, на 10 октомври ќе се емитува последната емисија од третиот круг, во која што во последен дуел настапувам и јас. Во коментар обавезно да ми напишете дали ќе ме гледат. Нешковски.м ме прашува кој ми е инспирација во животот. Се она што се случува околу мене знае да ме инспирира. Најчесто ме инспирираат успешните луѓе, ме инспирира убавата музика, ме инспирира природата. Меѓутоа многу често помалку убавите работи знаат да ми бидат инспиративни. Кога сум изреволтиран многу често знам да пишувам есеи, текстови. Животот не е она што се случува, животот е она како ние гледаме на тоа што се случува, така што јас се водам по тоа. И другари, овде некаде ќе го завршам денешното видео, кој што искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку е така, не заборавајте да оставите лайк и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Доколку не го следите мојот Instagram профил, направете го тоа веднаш за во иднина да имате прилика да ми поставите прашања за некој од следните вакви видеа. А до тогаш ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!